Над 20 пчелари од регионот денес во Штип го промовираа медот. Ова година медот е посебно квалитетен. Ние ова година извадиме од багремовиот мед, пролетен мед и бела детелинка. Медот е квалитетен оваа година, добар е, мислам, количински го има помалку, меѓутоа е квалитетен. Нема промашај за квалитетот. Медот е квалитетен за мед, ама е многу помалку искараме од прошлите години. На пазарот сепак се почесто може да се најде и мед мешан со шекер и гликоза. Затоа оние што работат честно и природно кажуваат како неквалитетот да се оддели од квалитетот. По правило природниот мед треба да кристализира. Доколку стое на ладно место во рок од 2 месеци треба да кристализира. Ако кристализира, луѓето да не се плашат, тоа не е шеќер, тоа е доказ дека е природен мед. И кога се кристализират овој мед, имат кристализацијата е значи од доздола почнуваат нагоре. И тоа е значи доказ за еден квалитетен мед. Во регионот како најдобар се смета виничкиот мед кој веќе е брендиран, што брендот им донесе на пчеларите. Да, точно е дека зголеми потрошувачката на медот и не е лага дека еден меѓу подобрите медови во државата е. Па имаме доста еколошки и чисти места, значи каде што нема обработливи површини, нема возила што се движат. Сепак медот не е толку благ како некогаш за купувачите. Причина е се повисоката цена. Од цената зависи од колку количински се произведе. Ако е повеќе го има, ќе биде поевтина, ама меѓутоа оваа година е послабо и цената е 350 динара. Без сот, со сот е 400 динара мед. Инаку, освен мед, пчеларите денес во Штип промовираа и други пчелни производи од типот на прополис, полен и матичен млеч.